Вести на Канал 8. Добар ден. Комуналното предпријатие Водовод ќе вложи близу 20.000 евра за купување нови потопни, центрифугални и столбни пумпи за вода. Огласот за набавка е веќе објавен, а опремата ќе се користи за реализирање на обврските што ги има фирмата за хортикултурно редување и снабдување со вода. 13 нови хоризонтални, центрифугални потопни и столбни пумпи за вода планира да набави комуналното предпријатие Водовод пред почетокот на пролетната сезона. Со тоа би требало да се задоволат потребите за обврските што ги има предпријатието околу хортикултурното одржување на јавните површини, но и за обезбедување вода за други потреби. Јавниот повик за понудувач на опремата е веќе објавен, при што за набавката е планирано да се потрошат над 1.200.000 денари без обврските за данок на додадена вредност. Според техничката спецификација, пумпите се со различна мок и проток. Освен опремата, фирмата што ќе се јави како понудувач треба да ја обезбеди и монтажата, како и придружните материјали за неа, како и тестирањето на пумпите пред почетокот на користењето. Исто така, неопходно е да се испорача и соодветната електрична опрема за непречено функционирање на набавените пумпи. Со оглед што јавниот повик трае до 11 март, доколку процедурата за набавката помине според планирањата, добавувачот има обврска и спораката и инсталацијата на опремата да го заврши во период од 1 месец, односно токму за престојната пролетна сезона. Слична набавка имаше и пред 2 години, кога за потребите на комуналното предпријатие на фирмата добавувач Ваталко од Скопје и беа исплатени нешто повеќе од 1.400.000 денари. По повод 8 март, денот на жената, општина Кочани ќе додели парична подршка на една жена мајка која има потреба од финансиска помош. Предлогот што ga даде Комисијата за еднакви можности е прифатен, а дополнително ќе се утврди кому ќе биде дадена помошта. Наместо прослава и трошење финансиски средства за подароци, општина Кочани годинава парите по повод 8 март ќе ги намени за помош на жена мајка. Иницијативата ја дадоа членовите на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на последната седница, на која, меѓу другото, се определуваа и соодветни активности за одбележување на Меѓународниот ден на жената. Заклучокот од седницата беше доставен до градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, а од неговиот кабинет потврдија оти предлогот е прифатен. Во писменото известување од таму се вели дека е оценето оти на Меѓународниот ден на жената треба да му се приоѓа како можност и поттик за остварување на правата. Општина Кочани работи континуирано на планот на родовата еднаквост со примена на различни мерки и активности, а од годинава воведува пракса за директна парична помош на една жена. Службениците од општинската администрација кои работат со социјални категории, како и ангажираните лица во проектот Домашна посета, што се реализира на подрачјето на општината, заедно со Комисијата за еднакви можности, дополнително ќе го утврдат лицето кое ќе ја добие оваа парична помош. Поради законската регулатива што важи во предизборниот период, целата постапка ќе се реализира по завршувањето на изборите. Пукната цевка ги поплавува жителите на улицата Шукри Шаин од Кочани. Водата им навлегува во дворовите и подрумите. Бараат помош од комуналното предпријатие Водовод да се види од каде доаѓа водата и да се санира дефектот. Настанат проблем со најверојатно пукната цевка им прави проблеми на жителите на улицата Шукри Шаин во Кочани. Проблемот започнал во јуни минатата година, кога почнало да им надоаѓа вода во подрумите на 2 куќи од оваа улица, кога жителите останале буквално поплавени од водата која тече по цевките. Не знаејќи во што е проблемот, дали е од канализација или водоводната мрежа, се обратиле до КЈП Водовод. Од канализација, од водоводот, ма изгледа че ми оваа вода, таа е од канализацијата вода. Од канализацијата. Еве у подрумите улизна. У подрумите улизна, ја мислам, ќе прави проблем, неле. Секако вода, чим ти у куќата иде не инсталирана вода, ќе прави проблем. И така, тражиме помош да видиме, ако најдеме сега. Треба да се најде цевката од водоводо и онаа и канализацијата, они се едно при друго. И да се види од дека е. Дали од канализација, дали од водоводната мрежа. И така,
до сега немаме никаков помош. Канал 8 се обрати и кон одговорните во комуналното предпријатие Водовод, откаде информираа дека деновиве ќе излезат на терен за да ја проверат ситуацијата и доколку е интервенција која што треба да биде завршена од нивна страна, веднаш истата ќе биде санирана. Серија здравствени предавања во Кочани под наслов 5 вечери до нов живот организира клубот Мое здравје. Предавач е доктор Доналд Милер, доктор по натуропатија. Влезот е слободен. Од 5 до 9 март серија здравствени предавања во Кочани организира здравствен клуб Мое здравје. Ке се одржат во салата зад градинката Павлина Велјанова над автобуската станица во Кочани со почеток во 19 часот. Предавач ќе биде доктор Доналд Милер, доктор по натуропатија, кој повеќе од 30 години работи во институтот Пинес во Алабама, Соединетите Американски држави, каде што поучува, предава и држи семинари за тоа како да го унапредиме нашето здравје. Темите на предавањата се основни чекори до здравјето, рак, срцеви заболувања, диабетес и моќта на навиките. The first meeting tonight is basically about the foundation. Првично на предавањата ќе зборуваме за основните чекори до добро здравје, бидејќи поголем дел од луѓето имаат лошо поставени темели и затоа имаат и лошо здравје. Ако куќата нема добри темели, таа ќе се сруши, така и со здравјето. Затоа луѓето треба да имаат здравствени добри темели да не се разболуваат. Во сабота пак исто така ќе имам предавање на мојата најомилена тема, како нашиот ум делува на нашето здравје, односно ќе зборувам за психосоматските болести. А колку овие болести за кои ќе се зборува на предавањата се расширени во Македонија? Well, the number one disease Една од основните причини за зголемена смртност во Македонија се мозочните удари. Втора причина се срцевите заболувања. И трета, ракот на белите дробови. И кога ќе согледате причината за овие болести, ќе видите дека лежи во начинот на живот. Во светот има плава зона, тоа е зоната каде што луѓето живеат најдолго, а специфично за таа зона е што таму луѓето имаат друг стил или начин на живот. И кога во Македонија се примени тој начин на живот, тогаш и луѓето тука би биле дел од таа зона. Доктор Милер вторпат доаѓа во Македонија. Претходно имал предавања во Штип и Прилеп. Предавањата започнуваат од 5 март, а влезот е слободен. Балканска инструментална вечер организира маестро Сашко Велков. Ке настапат познати хармоникаши од Македонија и Бугарија, како и големиот маестро на виолина Георги Јанев. Меѓу другото, Велков пред публиката го представи и своето ново авторско оро Majestic акордион со фигури од балканското подрачје. Балканска инструментална вечер ќе се одржи на 20 март во ресторан Амор во Кочани со почеток во 20 часот. Истата е во организација на маестро Сашко Велков, кој рече дека за прв пат во Македонија се организира ваква вечер со настап на познати хармоникаши и виолинисти. Најавувајќи ја вечерта, маестро Сашко Велков истакна дека првично требало да бидат само хармоникаши, но во разговор со колегата Пламен Димитров од Бугарија, решиле да го поканат и големиот маестро на виолина Георги Јанев, кој е меѓу најдобрите на Балканот. Вечерта ќе ја отвори неговиот наследник, синот Давид Велков, кој ќе се представи пред публиката со 15-минутен настап. Концертот со својата виртуозност ќе го збогати и маестро Милан Завков, кој ќе се представи во ревијалниот дел, а најинтересен за публиката ќе биде заедничкиот настап, кој ќе биде своевидно надсвирување. Идејата потекнува од минатата година, така што ете во сиве овие години ние инструменталистите, јас често така говорам и со една мисла сме, значи ние бараме и сакаме вакви настани да се одржуваат често, затоа што тоа не оживува нас. Едноставно, како што реков, од минатата година потекнува така што гостувавме јас како инструменталист од нашата бранша армоникашка од Македонија, значи гостува во Варна, заедно со двајцата мои колеги, едни меѓу најдобрите, Пламен Димитров од Бугарија, Република Бугарија, и од Романија имавме еден наш колега Паул Станга. Така ми дојде идејата од минатата година, значи ова да се продолжи во овој тек. Јас се надам дека
ќе успееме да биде и подобро. Го поканивме на еден од најголемите виолинисти на Балканот, Ѓорги Јанев, кој е исто така татко на познатата естрана звезда во Република Бугарија Цветелина Јанева. Гости на вечерта ќе ни бидат, зборуваме, значи сега се ближи уште малку 20 март, Давид Велков. Тој ќе ја отвори оваа манифестација со некое класично дело од тоа што моментално го вежба и со отприлика некои 15 на минути програма. Потоа ќе настапи ревијално маестро Милан Завков. Потоа настапуваат Пламен и Ѓорги, како што реков. Сега оваа вечер ќе оставиме там така за крај, така мислам беше и во Варна. Ќе посвириме малку ние тројцата заедно во некој си така надпреварувачки дух. Инаку маестро Сашко Велков деновиве се представи пред својата публика со неговото најново инструментално дело Majestic Акордион, посветено на неговиот драг колега, девер и другар Далибор Минов, кој прерано го напушти овој свет. Музиката и аранжманот се негови. Мастерингот е на Љупчо Соколовски, додека видеото е работено со продукцијата Fly Video. Тоа е во духот на јас така во последно време така ги компонирам, ги правам во балкански дух, значи тука спаѓаат помешување на повеќе наши балкански стилови, од кои од македонските простори, од бугарските звуци, Република Србија и така натаму, со ориентални некои орнаментики. Тоа ми беше идејата, мислам дека успеа во тоа. Има доста позитивни коментари од мои колеги од Балканот и така натаму. Го посветив ова оро, мислам, може не беше за него правено, за нашиот колега Далибор Минов, кој прерано не напушти. Во однос на влезниците за Балканската инструментална вечер изнесуваат 1200 денари, со мени од 700 денари, а резервација може да се направи на телефонските броеви на Давид и Иван. Следува информацијата од спортот. Во прашање се доведени регуларноста и комплетирањето на првенството во втората футсал лига. Причина за тоа е откажувањето од учеството на екипите, а и неколкуте неодиграни надпревари од изминатите кола. За останати надпревари од претходните кола, но и откажување на неколку екипи од натамошното надпреварување во втората футсал лига сериозно го доведуваат во прашање комплетирањето на овогодишното првенство, но и неговата регуларност. Очигледно е дека финансиските трошоци се преголем товар за дел од тимовите кои не се во можност да ги обезбедат потребните средства, па решението го најдоа во тоа на средина од првенството да го прекинат учеството. Меѓу нив е и екипата на Торпедо од Кочани, која по минатогодишните солидни настапи од годинава веќе не е во евиденцијата на Фудбалската федерација на Македонија меѓу футсал тимовите. Развојот на ситуацијата воопшто не му оди во прилог на вториот кочански футсал второлигаш Унипап, кој во досегашниот тек од надпреварувањата бележи успех и е меѓу сериозните кандидати за искачување во повисок ранг. Викендов се одигра 14-тото првенствено коло, но токму поради откажувањето на екипите со кои требаше да се сретнат, играчите беа слободни. Слично ќе биде и за наредните кола, па наместо нови бодови и одражување на формата, тимот непотребно ќе паузира. Со оглед што наместо 10 во моментот во лигата формално останаа 8 екипи, од кои дел исто така се во финансиска криза. Прашање е дали ваквата состојба им оди во корист на тимовите што сакаат да се надпреваруваат. Инаку во моментот Унипап има 24 бода и се наоѓа на третото место, со реални шанси за вмешување во борбата за врвот.
Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.